Денеска Општинскиот штаб за заштита и спасување одржа вонредна седница на која што беа поразговарано најголем број на актуелни теми, но и превентивни теми во делот на заштита и спасување од пожари. Превземавме мерки во дел на справување со активниот пожар, кој што кога го ставаме во контрола се реактивира на депонијата Краста, но и добивме информација од територијална противпожарна единица за сите пожари во изминатиот месец, како и направивме план и препораки за понатамошно постапување. Конкретно на депонијата Краста, бидејќи се работи за самоопожарување на самата депонија од поземните гасови кои што се акумулирани таму повеќе од 80 години, и кои што откако ќе ги ставиме под контрола се реактивираат во период од 4-5 дена. Ја ставиме целокупната механизација на сите јавни предпријатија на располагање на јавното предпријатие Чистота и зеленило, да се врши дополнителен нанос на земјана површина, а воедно ќе ги вклучиме и сите приватни предпријатија кои што директно работат и соработуваат со општина и поседуваат таква механизација. Дополнително го задолживме инспекторатот во општина и СВР Куманово да формираат заеднички мешовити тимови кои што во летниот период ќе бидат активни, ќе воведат позорникарска служба на локациите каде што се појавуваат опожарувања од несовесни граѓани, или конкретно, тоа е локацијата под течението на река Липковка спроти Октомвриска револуција, каде што многу често се опожаруваат различни материјали од различни сторители, да истите бидат дополнително откриени, а воведуваме и времен пункт на територијална противпожарна единица, кој што ќе се наоѓа на локацијата Спомен Костурница за брза интервенција на овој тим на пожарникари токму на тие најкритични локации. Морам да напоменам дека добив информација од представниците на СВР Куманово дека до сега се откриени голем број на сторители каде што беше посочено дека истите не се соодветно третирани од страна на основното јавно обвинителство Куманово и не им е поведена постапка кривична предизвикување на општа опасност и во тој случај истите се третираат кривично. Поради оваа појава ќе побарам средба со основниот јавен обвинител и државниот јавен обвинител, бидејќи ние како општина се соочуваме со овој проблем веќе со години, кои што сторители се јавуваат во континуитет едни исти лица или членови на семејства, кои што се веќе познати на органите на прогонот и не се санкционираат и третираат соодветно. Не може општина Куманово да биде заложник на поединци и ќе направам се да овој феномен се спречи. Исто така како територијална противпожарна единица, за побрзо справување со шумски пожари во недостаток на соодветна опрема на Македонски национални шуми јавно предпријатие, ќе ставиме едно возило на нивно располагање и дополнителна опрема, како би можеле да формираат дополнително уште еден тим за интервенција. И секако во оваа прилика потенцирам до граѓаните да се грижат одговорно во делот на сопствениот имот. Не можат да очекуваат општината да го средува приватниот двор или место кое што е дадено на користење под владение или во функција на објект за индивидуално или колективно домување во градот. Утре ќе побарам средба со стамбените домари
да им обрнам внимание на нивната законска обврска, а паралелно ќе ги задолжаме инспекцијските служби заедно со МВР да ги мапираат сите кризни точки во градот на диви депонии во заедничка акција, да се обидеме да ги расчистиме со јавно предпријатие Чистота, но дополнително и ќе обрнам внимание кон трговските компании, кои што индустријскиот отпад, во конкретниот случај селата онаа картонажа која што имаат законска обврска да ја складираат и да ја предаваат на овластен изнесувач на индустријски отпад, ја складираат во контейнерите или на непрописни места кои што се потенцијално жариште за опожарување. Имаме мапирано до сега поголем број на такви локации во градот, каде што трговски дуќани, особено колонијали кои што работат со прехрана и сврлаат и депонираат таков индустријски отпад во форма на опаковки, пакување, картонажа, дури и палети, кои што се потенцијална бомба во градот. За среќа, општина Куманово до сега нема и очекувам така и да остане посериозен пожар во градот, во градското подрачје и таму каде што живеат граѓаните. Најголем број на опожарувања се случуваат на јавни отворени површини, тоа се високи треви, помал број на интервенции во шумски пожари и актуелниот проблем на депонијата Краста и одредени диви депонии, како и локацијата која што е спроти Октомвриска револуција или она точка што ние викаме дел од населба Перо Чичо, каде што поминува пругата. Апелирам до граѓаните да ги пријавуваат сите вакви појави до СВР на 192 и до дежурниот телефон во општина Куманово, а дополнително ќе воведеме и дополнителен број за пријави на граѓаните од нивна страна за евентуално опожарување, пожари, димени и така натаму. Сакам да информирам дека од страна на поединци во општина Куманово се води свесна кампања во делот на актуелната состојба. Преку фамозни Facebook профили, социјални мрежи и така натаму, кои што не одат во функција на справување со проблемот, туку дополнително внесуваат несигурност кај граѓаните и прават дезинформираност. Ќе ви кажам еден случај. Пред 5 дена беа објавени фотографии дека депонијата Краста гори. Но дополнително од самата локација, од видеомониторнингот и надзорот, видовме дека истата во тој момент кога беше објавено не беше опожарен. Значи, барам од граѓаните да бидеме свесни дека колективната безбедност е колективна одговорност. Општина Куманово ќе направи се и ќе ги превземе сите законски надлежни действија да се справува со овие проблеми. Но доколку нема граѓанско учество во истите проблеми, тогаш ни е поотежнато. Ќе дадам конкретен пример. Значи, во минатото сме реагирале на гасење на пожари на отворено во одредени непристапни подрачја, каде што имате напуштени куќи повеќе од 20 години. Одиме и интервенираме со противпожарни екипи, со доброволни тимови и така натаму. Ги бараме собствениците на објектите да дојдат да си ги заштитат, затоа што дворот не им е искосен со децении и таму постои трева со висина од метал рипол и половина, која што многу лесно се опожарува. Нема никаква реакција од нив, а од друга страна многу пати добиваме и реакција, за тоа е платена пожарната. Пожарната е платена да интервенира во случај на пожар. Но ние немаме такви ресурси да интервенираме на повеќе места во ист момент. Затоа мора да има граѓанска солидарност и високо ниво на самосвест. Ние до сега имаме добиено 6 возила од страна на австриската амбасада, кои што нашиот капацитет на противпожарната единица Куманово го надоградија поприлично.
3 од тие возила се директно помош на 3 села: Табановце, Клечовце и Орашац, каде што во моментов градиме гаражи за тие возила, согласно подпишаниот меморандум со нашиот донатор од Тирол, тоа е противпожарната бригада од Тирол. Веднаш потоа доброволни противпожарникари ќе отидат на обука во Хрватска, која што исто така соработува на овој проект со Австрија, и откако ќе бидат обучени, ќе бидат ставени во функција. Значи, последната донација ја добивме пред нетополни 2 недели токму за овие 3 локации. До тогаш ќе делуваме со расположивите сили, кои што ни се професионални пожарникари, тоа се 44 вкупно на број, и дополнително ќе ги вклучуваме сите доброволни пожарникари кои што се имаат пријавено да бидат членови на доброволното противпожарно друштво во Куманово. Мора да потенцирам дека не сум задоволен од бројот на луѓето кои што си имаат пријавено доброволно, но како и да е, нешто е повеќе од ништо. И ние тргнуваме и сме меѓу пионерите во државата кои што ќе го развиваат овој систем на организација. Не можам да кажам дека нема други градови кои што се организирани такви, но се случува еден феномен: ќе тргнат многу активно и веднаш после одреден период тој проект ќе згасне, или пак желбата да се биде член на противпожарно друштво не може да се одржи до крај. Мора да бидеме свесни дека колективната безбедност е одговорност на сите, но ќе се обидеме во иднина да најдеме начин како и да ги наградиме доброволните пожарникари, бидејќи Австрија инсистира на менување на системот. Тоа значи дека треба да се менува целиот систем од државата и за тоа ќе треба да дадат други надлежни органи одговор. Како и да е, ние сме презадоволни од оваа соработка и соработката со Тирол ги унапреди нашите противпожарни капацитети. Не е иземана Пчиња и Пчиња е во проектот во моментов. Немаме на располагање државна локација во државна собственост во ова село каде што би можеле да изградиме гаража. И во договор со нашите спонзори на проектот, тоа е значи регионот Тирол од Австрија, се договориме да влезат во втората фаза, а во меѓувреме да се обидеме имот кој што е на располагање на Министерство за здравство, да го трансформираме да стане имот на општина Куманово и на таа локација да издадеме одобрение за градба на една таква гаража, која што е некаде 100 квадрати под одредени услови и стандарди. Можеби е многу тешко да се објасни во јавноста како тоа државен имот треба да се трансферира на општина Куманово, но така е согласно законот, бидејќи локација која што претходно ја избравме во близина на задружниот дом кој што претходно беше целосно реконструиран, за жал излезе приватен имот каде што не можеме да ги решиме имотно-правните односи без при тоа да плаќаме експропријација.